Поштовани представници на медиумите, граѓанската опција за Македонија поздравува одлуката на пратениците за распуштање на парламентот и распишување на нови парламентарни избори за 11 декември оваа година. Време е од фаза на деструкција да преминеме во фаза на надпревар на идеи, програми и на подобра визија за Македонија. На граѓаните на Република Македонија им должиме просперитет, а не стагнација. Им должиме вистински надпревар на проекти, а не секојдневни обвинувања. Впрочем, од обвинување и не се живее, туку од резултати. Граѓаните на Република Македонија, посебно стопанствениците, за речиси 2 изминати години претрпеа многу штети. Посебно ни е драго што сите 110 пратеници се согласија дека сите услови за одржување на фер и демократски избори се исполнети. Да подсетиме, се донесе изборен законник по волјата на опозицијата, односно пропорционален модел. Се формираше специјално јавно обвинителство по волјата на опозицијата, се одобри буџет и вработувања во ова јавно обвинителство според договореното. Опозицијата доби председателство и мнозинство во Државната изборна комисија, се прочисти избирачкиот список и се тргнаа сите сомнежи од него. Беше договорено во период од 100 дена пред избори премиерот да се повлече од својата функција, а тој до избори цели 11 месеци нема да биде на функција. Регулирани се медиумите и формирано е адхок тело за нивен мониторинг. 2 министри и 3 заменици од опозицијата се во владата на Република Македонија, што би рекле сите петна околу изборите се отстранети. Ги повикуваме сите политички партии од власта и од опозицијата да дадат свој максимален придонес за фер и демократски избори спроведени според највисоките стандарди, за да Република Македонија има мирен постизборен период. Како гром сакаме да кажеме дека тој што ќе победи да не мисли дека ќе го има камшикот во своите раце. Од името на мнозинството ќе управува со институциите на државата, но подеднакво мора да води сметка и да ги представува и оние кои што не гласале за него, односно малцинството. Оно што ќе загуби на изборите треба да има доблес, да пружи рака и да не ја прави штета на државата. Не е крај на светот ако се загубат изборите, туку треба со кадровски и програмски корекции опозицијата потоа да се наметне како вистинска алтернатива на власта. Гром смета дека ова се пресудни моменти за Република Македонија и народот треба да донесе вистинска одлука. Дали натаму ќе се остварува милениумскиот идеал за самостојна и независна држава на македонскиот народ и народите кои што живеат во неа, која ќе ја предводат политичари избрани токму од овој народ, или ќе се претвориме во вазална држава која ќе ја предводат луѓе кои се продолжена рака на туѓи интереси. Гром смета дека во вакви клучни моменти силите на политичките партии не треба да се растурат. Граѓаните мора да имаат јасна слика кој се бори за националните интереси, за зачувување и афирмација на државата и кој нуди политичка стабилност, кој има подобар економски, социјален, образовен, здравствен, земјоделски, културен и развоен концепт и за него да го дадат својот глас. Благодарам. Дали имате прашања?